Поштувани граѓани, најнапред дозволете ми да го изразам моето лично, верувам и вашето задоволство што конечно присуствуваме на последна седница на пратенички прашања, каде што оваа гарнитура на ВМРО ДПМН е владеачка. Следните пратенички прашања ќе може ги слушаат или поставуваат од некои други клупи или во опозиција. Од тука ми е малку и жал што министерот Тодоров не е присутен на денешната седница. Искрено се надевам дека овие прашања што ги имам за него ќе му бидат пренесени и ќе ги гледа. Се надевам исто така дека ова навистина ќе биде последна ваква седница, бидејќи конечно нема да најдете причина зашто да ги одложите веќе закажаните предвремени и демократски избори. Жал ми е што не е тука господинот Тодоров за да може да каже или да посведочи за собствената неспособност во водењето на здравството и здравствениот систем во нашата држава, што се манифестира со менување на Законот за здравствена заштита дури 12 пати во изминативе 4 години. Во нашето здравство наместо лекари се вработува администрација, па токму затоа во нашето здравство се носат советници од странство за колкави плати, за кој плати, за колкави консултации и каков тип на консултации се плаќаат е тајна, додека веројатно некој друг обвинител во некои нормални постапки не открие зашто иделе и овие паушали и кај кого оделе и овие паушали. Токму заради вака скапо платените, не знаеме зашто платени странски советници, младите кадри, младите способни луѓе од нашата држава ја напуштаат Македонија и својот живот го гледаат надвор од незините граници. Лекарската професија во нашата држава е целосно деградирана. Ги прашуваме сите оние кои што работат во здравството како лекари, како здравствени работници, дали воопшто се слуша нивниот глас? Дали воопшто се слуша гласот на специјалистот? Или се слуша единствено гласот на главниот врач во македонското здравство Никола Тодоров, кој што знае се и да диагностицира, и да оперира, и да препишува терапии, и да откажува терапии. Токму заради ваквите ставови на овој министер, здравствените работници, лекарите во Македонија се на најниските можни гранки во општеството. Од здравствените работници, односно од лекарите, здравствениот систем кој што го менаџира и управува Тодоров, претвори административни работници. Времето во кое што се заведуваат пациентите е поголемо од времето за кое што тие пациенти треба да бидат прегледани. Лекарот не е административен работник, лекарот е човек кој што ја обавува најблагодарната дејност во цивилизацијата, а тоа е да лечи луѓе и да спасува животи на луѓе. Меѓутоа, токму заради ваквиот третман на лекарите, се поставува едно прашање. Колку често ги казнувате нив затоа што не ги слушаат советите од генералниот врач во здравството во Република Македонија? И каде завршуваат тие казни? Дали за подобрување на состојбите во здравството или за подобрување на состојбите на пациентите? Македонија е држава во чијшто здравствен систем не одговара никој за смртта на младите деца кои што не биле упатени на лекување во странство. А тоа е така затоа што нашиот фонд е во невидени финансиски дубиози и долгови. Македонија е држава во која што никој не одговара за смртта на новороденчињата. Со стапка од 14,3 Македонија е на прво место во Европа. И тоа е единственото прво место кое што го има заработено оваа власт. Македонија е на врвот
меѓутоа на рангот со африканските држави. 42 општини во Република Македонија немаат гинеколог. 8.000 жени во Шуто Оризари повеќе од 5 години немаат матичен гинеколог. Жените во Македонија треба да патуваат најмалку 20 километри за обичен гинеколошки преглед. Градовите во кои што нема гинеколози, а смртноста е најголема, се и Ресен, Неготино, Баландово, Паланка, Кратово. И сега на крајот на сопствениот мандат Никола Тодоров промовира проект за гинеколози во секој град. И самиот кажува дека се потребни 5 години да се произведе еден таков лекар специјалист. Што правевте во изминативе 10 години, кога знаете дека е потребно 5 години да се произведе еден таков специјалист? Нашите стручни кадри седат дома, додека се вработуваат неспособните кадри партиски на ВМРО ДПМНЕ. Ги лажете граѓаните дека во Македонија имаме ефтини лекови. Всушност, во Македонија имаме лекови кои што не лекуваат, затоа што модерните и скапи лекови се недостапни за граѓаните и тие не се наоѓаат на позитивната листа. Нив треба да ги плаќаме од сопствените джебови. Наводно штедите за лекови за да може да се затворат дупките во фондот за здравство кои што се се поголеми и се поголеми. Комплетно е уништена превентивната здравствена заштита. Еве ви како изгледаат амбулантите во Бутел и Ѓорче Петров. Господине премиер и господине Тодоров што не сте тука. Во центарот на Скопје во 21. век вака изгледаат амбулантите во кои што нашите граѓани треба да ја реализираат примарната здравствена заштита во здравствениот систем во кој што вие наводно се грижите за нивното здравје. Господине премиер и господине Тодоров што не сте тука. Ова е состојбата во примарната здравствена заштита надвор од пропагандата на ВМРО ДПМНЕ. Нашите граѓани скапо плаќаат болничко лекување, иако тоа би требало да биде бесплатно и ќе биде бесплатно после 11 декември и победата на Социјалдемократскиот сојуз. Нашите граѓани го доплаќаат инсулинот. Нашите граѓани ги доплаќаат цитостатиците. Нашите граѓани во здравствената заштита ги плаќаат и основните медицински материјали, ханзапластови, завои, шприцеви за инекции. И тоа вие нема никогаш да го признаете. Меѓутоа, тоа нашиот граѓанин го живее секој ден. Во вашата пропаганда пред неполни 3 години најавивте изградба на нов клинички центар кој што ќе чини 70 милиони евра, а ќе биде завршен до 2017 година. 2017 година е 3 месеци од сега. Таму имате само дупка. Клиничкиот центар во Штип 10 години го најавувате и се наоѓа во секоја предизборна програма. Граѓаните на Штип кога ќе појдат во нивната болница знаат каде одат, дали одат во нов клинички центар или во болница чии што субстандардни услови се слични како овие кои што ги покажав за амбулантите во Скопје. Да ме подсетиме само, господине премиер, бидејќи господинот Тодоров не е тука, дека на граѓаните им ветивте пред 10 години бесплатна картичка здравствена. Ги приморавте граѓаните да за тие наводно бесплатни картички доплаќаат по 250 денари за секоја картица. 1000 денара за просечно 4-члено македонско семејство. Со тие пари наводно рековте дека ќе заработите 8 милиони евра за да ја пополните дупката во фондот за здравствена заштита. Има уште ред други прашања за она што ВМРО ДПМНЕ наводно се гордее. За опремата за која што и самиот државен ревизор кажува дека претежно стои неискористена, бидејќи нити е монтирана, нити имаме стручни лица кои што можат да ја управуваат. Исто така, почитувани дами и господа, во тие ревизорски извештаи ќе може да видите дека исти или слични такви апаратури се набавени за цени 3 пати поевтини од оние кои што се во приватното здравство, од оние кои што се набавени во јавното здравство и кои што сме ги платиле.
Моето прашање за господинот Тодоров, можете и вие, господине Димитриев, да одговорите. Дали мисли да поднесе конечно одговорност, бидејќи во јавноста е познат како министер смрт, или вие, вам ве прашувам директно, дали имате намера како председател на владата да го разрешите Никола Тодоров од функцијата министер за здравство, со тоа да се спасите себе си, нас и македонските граѓани. Благодарам.